На кого бе ти? На кого? На кого бе ти? На кого му се возвраќаш? На кого? На кого му се возвраќаш, те прашувам? На кого? На кого? Спушти рацете, спушти рацете. Ох, не. Добар ден. Поеуфорична сум вака. Мислам, голема еуфорија. Заради тоа што ден 5 челендж fired. Значи го заебав челенджот. Запалив цигарче. Ама зошто? Долг период во животот имам проблеми со спиењето, поточно со соновите кои ги сонувам. И ноќеска сонував лошо, стварно сонував лошо. За прв пат во животот доживеав парализа во сонот. Можам да кажам дека тоа чувство е едно од најгрозните чувства кои сум ги доживеала и сум ги осетила. Да не можеш да се помрднеш, да гледаш толку одвратни слики, да не можеш да викнеш, да не можеш да дишеш. Соновите ми се претежно нешта кои се случувале во минатото. Мојот психолог вели дека тоа се трауми. Трауми кои ми нанеле баш онаа голема штета и повреда во мозокот. И јас несвесно сакала или неќела, тие работи ги гледам повторно во моите соништа. Кога станав од сонот, буквално изрипав како да сум горела во оген, изрипав. А претходно сум викала гласно, сум викала на цел глас: мама ме сетила, мама ме разбудила. Изрипав и махинално станав, не ми беше гајле за ништо околу мене, не знаев колку е саатот првенствено, не знаев дали е надвор ден или ноќ, поради тоа што ми беше влетно спуштена. Со обзир на тоа дека видов дека мама уште спи, а прва сменена работа, претпоставав дека е длабоко време од ноќта. Станав, махинално земав од низините цигари, запалив. И јас го пушев цигарот и уште не бев свеста дека ја посвари прекршувам нешто и дека зборот си го прегазив и дека сум лесно подпадлива на стрес. Значи, со ова заклучив дека сум лесно подпадлива на стрес, дека јас стресот не можам да го носам со себе како порано што сум можела, не можам да го износувам на тој начин како порано што сум можела. Сето тоа ме прави
многу збркана, многу уплашена. Јас и сега, иако пред малку играв, значи не знаев што да правам денеска во денот, не знаев што да правам, очо имав еден куп мисли што да направам и после тој одвратен сон немам ни една мисла, иако било нели само сон и велат готово крај. Било прошло да се заборава. Јас не можам да заборавам заради тоа што ќе напоменам пак, тоа биле работи кои мене ми биле секојдневни и ми се случувале некогаш во мојот живот. Тие се останати трауми кои јас го молам Господ да ми поминат. Јас не сакам да живеам вака, не сакам да спием немирно и да имам такви лоши соништа, да плачам едноставно во сонот. И цигарот што направи? Не смени ништо, значи не заборев на сонот. Само малку еуфоријата на страв искрено ми е намали. Не можам да го изложам тоа, еуфоријата на страв ми е намали, некако се совземав. А искрено добро ми дојде после 4 дена, добро ми дојде да запалам еден цигар после такво нешто. И што заклучив? Дека мене не би е проблем. Мене не би е проблем да не запалам. Мене ми е проблем дека знам дека во денот нема да запалам ниеднаш, дека воопшто нема да запалам. Значи да се разграничиме. Не ми е проблем да не запалам, проблем ми е воопшто да не запалам. Сега сум измеѓу таа граница тука како да направам баланс. И ако не го издржам челенџов, ќе се потрудам барем да ги сведам на минимум 2 до 3 цигари во ден. Тоа можам без проблем да го направам, дури да се направам тајминг во денот кога ќе имам да пушам цигар и без проблем би го правила тоа. Ама мислата дека воопшто нема да запалам, опасно ме јаде. Значи опасно ме јаде. И ако не успеам да го изгурам челенџов, ако го сведам сето тоа барам на еден минимум, се надам дека нема да се лутите. А и зашто би се лутале кога тука станува збор за мене, сепак, нели? Во ова сето вие што го гледате, ви се забавувате, а јас живеам. Иако јас го правам ова за вие да се забавувате, а воедно и живеам, јас мојот живот го споделувам со вас. Не ми е проблем, дури да добијам критики, да добијам некои благи, солидни навреди за моје добро, не ми е проблем да прифатам апсолутно се што ми се каже, ама тешко ми е да прифатам воопшто да не запалам, значи да се разберем. Денес што ќе правам? Денес не знам што ќе правам. Денес сакам да излезам сама, малце така сама со себе, да излезам и да прошетам низ предавниците. Сакам да го изненадам моето либе, да му земам нешто убаво. Бидејќи тој вчера мене ми кажа дека потрошил прилично пари и ми купил нешто, не знам што е тоа нешто. И јас му се налутив, зашто не сакам да троши пари. И не сакам да троши пари посебно не на скапи работи. И не знам уште што е, ама со оглед на тоа што ми кажа колку потрошил, е нешто скапо, а јас не сакам. Значи не сакам. И имавме мала расправа околу тоа што потрошил и зашто купил. Он ми рече било мило, од првата плата негова, дека сакал да ме почести, дека ако не јас кого, ако не мене на кого. И во ред, прифатено со тоа што јас, нели, сега денес одам секундарно да се одолжам со тоа што ќе купам и јас нешто за него. И сакав да остане изненадување, ама нема да може да остане изненадување, пошто ви гледате ми ги едитира он. Ке види. Ма не е битно, нема да знае што е. Утре ќе одам за Скопје. Утре ќе ви го снимам тој ден, јас и он заедно, од пристигнување во Скопје, татара. Еве го Зоки, значи не знам зошто вие не му ставате лајк на Зоки. Зошто? Кажи, на кого бе ти? Кажи, на кого бе? На кого бе лајк не му ставате? Не ти ставаат? Зошто? И каде застанам? Да, кажав утре што од прилика ќе снимам. Денес имав идеи, значи имав идеи, сонот ми го зема паметот, немам идеи и таа ми е некоја идеја еве вака. До сега што снимив дома снимив, ќе искочам да видам, ќе излезам да земам некои работи, можеби за себе да купам нешто, не знам, да разбестрам мислен, времето е баш оноа
тмурно, кој што го сакам ја, кој што ми одговара за убаво расположение, сакам тмурно време, значи јас сум, не знам, идиот најверојатно, што тмурно време мене ми причинува задоволство. Тоа секое време мене ми причинува задоволство, но вака тмурното ми прави оно топ. Значи не ми е ни ладно ни жешко, депресии, фала му на Господ, не ми идат и се осеќам топ. Може би ќе навратам до кај дедо ми, па да го снимам малце и него, да го посетам да видам што прави, како прави. Имам некоја гардероба од тука што треба да ја пренесам горе во горниот стан. Можам да го направам сега моментално тоа, да ја соберам таа гардероба, да ја качам горе, да прошетам и доколку ми текне уште нешто да кажам, ќе снимам, а во меѓувреме може би да снимам некои мали кадри каде сум била, што сум правела и сето тоа. И да го почнеме денот. Се надевам дека не замерувате за цигарата што сум ја запалила и за оние што ги имам 2-3 на ум да ги палам секој ден. Како и да, јас ве сакам вас, се надевам дека и вие ме сакате мене исто како што ве сакам јас вас и уживајте заедно во овој нов ден со мене. Ве сакам. Си стасав старо мало. Стасав. Мојата собичка. Мојата собичка. Мојата мило каче. Дедо Боже. Празна. Нема ништо. Нема ништо. Како орегутан сум, а? Многу дува луѓе надвор. Опасно дува. Зладно е. Ама ако ја нема да одстапам од идејата дека ќе одам да пазарувам, да шопингувам. Косичка многу ми вриска. И завршив со пазарување. Купив некои работи за него. Од тука, од Тин, се купив една јакничка. Ја најдов, сега тука иде од 250 денара беше и без размислување, бога ми одма ја земав. Си купив. Ќе го изненадам, знам дека ќе го изненадам убаво. Шо друго, не знам шо друго, не знам ни кај одам. Одам само по патов, не знам кај одам, сори знам кај одам, барам такси. И ќе одам дома, да пијам чајче, да јадам нешто, пошто више пладне стаса, јас не сум појадувања. И да го средам, да го спицкам цело видео и се гледаме вечер во 22:30 ново видео на YouTube. Поздрав!